влогчето го почнуваме доста порано, тоа е заради тоа што сакам да се спремиме уште од дома пред да тргнеме натака. Бев излезена, само што се вратив, ја поправив малку шминката, нешто додадов, ама секако претпоставувам дека ќе заспиам па така да пак ќе ми се извади, ќе се дошминкам. Штом стигнеме таму, планот е да тргнеме некаде околу 3 сабајле, моментално е 1, така што треба да избереме што ќе носиме само по пат и можеме да тргнеме. Мислам помеѓу сив обичен джемпер и обична црна маечка, ама претпоставувам дека ќе одам со сивиот джемпер и доле претпоставувам некои панталони, тренерки, пошто со фармерки не сакам обично да патувам, така да претпоставувам ќе биде сивиот джемпер. Во джемперот ќе носам долг црн капут, така што не е ни битно што ќе носам одозола, пошто сигурно ќе ми биде ладно. Доле ќе носам обични црни фони и ќе носам исто така едни бело-сиви патики. Најверојатно ќе носам, имам исто така обична ваква бела, така што најверојатно ќе ја носам неа, само што моментално не е кај мене, треба да ми ја донесат, за да можам да ја носам и да се спакувам и тргаме. Денес сум инаку 0 сати, синока бев излезена, како што се вратив од искачање, само се нашминкав од почеток и излегов веднаш. Не ми беше седно да знам дека треба да патувам 12 сати во еден ден навака и натака, ама вреди да се што ќе видиме денес. На метеорите. Тоа се познати манастири кои што се изградени на доста стрмни карпи, каде што било навистина недостижно да се стигне пешки, се качувале луѓето буквално кои што ги граделе по карпи и навистина се феноменално изградени. Бевме и внатре и едноставно немам зборови за тоа колку всушност е мислено на секој детал. Ќе ви оставам снимки да видите како изгледаат од внатре. Ако се плашите од височина, дефинитивно не треба да го посетите местото, затоа што е премногу стрмно, премногу високо. Исто така ако се плашите од тесни простори или се клаустрофобични и ова не е за вас. И јас не знаев дека има толку тесни буквално тунелчиња, заради тоа што јас често знам да бидам клаустрофобична, ама изгорав некако кога веќе стигнав до таму. Имаше неколку манастири, ние искрено стигнавме да видиме само 2. Нас ни рекоа дека има 6 кои што се отворени за посета, меѓутоа немавме време да ги посетиме сите и само во едниот манастир изгубивме повеќе од час и пол. Стигнавме подоцна во Трикала и на прва, кога го видов овој влезот, си реков ова е премногу мало за саат време, ќе го прешетаме и тоа е тоа. Отидовме да бараме гиро и кога се вративме, имавме уште некои 3 сати од прилика испланирано за тука. Верувајте дека ни беа премалку, значи уште минимум 3-4 сати ни треба за да можевме се да прошетаме, секаде да влеземе и се да видиме. Стигнавме во куќата на чоколадите. Имаше преголем избор. Јас на секоја страна гледав како се топат чоколади, како се прават вафли, палачинки, крофни. Тука падна еден мал шопинг на чоколадните до мразовци, после тоа се вратив за уште една тура чоколади. Излеговме надвор и кога го видов задниот дел многу ме потсети на Дизниленд, а јас емотивно се приврзав со Дизниленд кога бев минатиот пат и дефинитивно е искуство кое што ќе се памети. Тука правевме шопинг на вакви малечки благи. Можевте сами да си отворите, да си изберете колку сакате и од кое сакате, ги мерат на килограм и подоцна си ги плаќате. Имаше, уствари немаше дефинитивно, имаше од се по нешто. Секако детето во мене не дозволува да промаши некој луна парк, бев и таму, се возев на скоро се, имаше доста адреналински вожњи и на крај конечно се доближив и до замокот, позади кој што стоеше уствари големата и централната елка. Позади ова, ние не знаевме дека овој дел од паркот постои, го откривме последните 10 минути пред одење и баш ни беше криво бидејќи немавме време да го прошетаме. Имаше и тука доста работи кои што може да се видат и како финале сликање со Дедо Мраз, но за жал немавме време, ама дефинитивно сакам пак. Јас морам само официјално да го завршам влогчето, си дојдов дома, моментално е 1, си дојдов пред некој пола саат и многу сум уморна, немам спијано повеќе од 30 и нешто сати, мислам дека се гледа веќе по мене. Одам да избришам шминка и ќе се комирам дефинитивно. Беше преубаво искуство, ми се скрши ноктот, така да ги правев пред, мислам дека некој недела дена, така што ништо од моите црвени ногти не ми биле студени дефинитивно, така што ќе одам на корекција и се надевам дека ви се допадна видеото. Ако ви се допаѓаат вакви влогчиња, мене не ми е проблем да ги снимам затоа што често и патувам. Имам неспремно влогче од Барселона, кој што исто така може да ви го објавам.
Ако ви се допадна видеото, може слободно го лајкнете и да се субскрајбнете на профилот за да ви стигаат нотификации за повеќе видеа. Чао!